Braći i sestri, toplo ve pozdravувам. Od srce vi posакувам добре дојде на трпезата Господова. Благодарам на Господа за тоа што не покани овде, ни даде убав саботен ден, топол, со многу благослови исполнет. И тоа е навистина од наша страна многу честно, што Господ тоа ни го стори. А и ние од наша страна еве дојдовме да послужиме на Бога. Да се меѓусебно видиме, да се малку охрабриме, да си го зајакнеме нашето братство, сестринство, нашето пријателство и да воспоставиме нова заедница со Бога. Кога ги видовте овие книги овде, што си помисливте, браќи и сестри? Ако почнам јас една по една од овде кога читам, не. Само сакам да ви ги представам овие скапоцени апологетски книги, кои малкумина од вас мислам дека ги имате или сте слушнале. Ти ви кажам нешто поединечно за секоја книга, што значи, па ако некој има заинтересирано да се ги прелиста, да е гладен и жеден за речта Божја, прилика да и малку прелиста, да се ги порача и да ја збогати својата библиотека, нели, но и своето знаење. Така да ќе имаме прилика и тоа да го чуеме. Пред него што ќе почнам, браќи и сестри, да ја речта Господова проучуваме заедно, сакам да ви ги пренесам поздравите на нашите браќи и сестри од Охрид, од Битола и Прилеп, каде што служам, еве неколку години, и поракате да се организирате, па да не посетите малку во нашиот крај. Имаме поголема сала во Битола и можете да комотно сите кои сме дошле тамо, сите да не собере. Да, јас посебно ќе и поканам брат Ворче и брат Јани, го нема брат Јани, не го гледам овде денеска, може би попладне ќе го видам, да дојдете вака како пастори и да послужите на нас. Да ви кажам, браќи и сестри, мене ми е чест и задоволство што стојам пред вас. Се чувствувам почестен за тоа што ме поканивте и кога ме поканивте пред можда неполн месец, ја едноставно во душата своја се чувствува така, не да кажам изненаден, него пријатно ми беше и си реков, ова е сега убава прилика да ги видам браќите и сестрите, да се и ја малку поохрабрам и духовно исполнам, али и да послужам, но и да послужам на Господа, заедно со вас. И затоа посакувам да ни денеска биде честит и благословен и посветен празник од Господов, а тоа е саботниот ден. И сите во овој празничен Господов ден да се исполниме со духовна енергија и кога ќе си дојдеме дома, браќи и сестри, да си дојдеме со впечатот дека сме биле на гозба кај Господа. А Божјата реч кажува дека гозбата Господова е мрсна, така пишува во псалмите Давидови, а тоа значи дека е висококалорична, хранлива, богата со витамини, масти, протеини, соли и така натаму. Се што има една телесна храна во себе, потребна за телото, тоа го има и Божјата реч потребна за нашата душа. И да ме прашам, браќи и сестри, дали сте гладни и жедни за Божјата реч ово утро? Ја нема да ве задржам толку долго, па да се чувствувате непријатно, ама не би сакал ни толку краток да бидам, па да му на Господа ускратиме правото да ни каже нешто што сака да го каже. Така ли? Така да уживајте заедно со мене пред Господа, нему нека му е слава и чест што не покани овде и верувам дека има што тој да ни каже во ова време. Ја ќе прочитам еден текст од Светото Писмо, само да видам каде ги ставив очилата. Ќе се обидам да го најдам текстот кој се наоѓа запишан во Текстот се наоѓа во прва Дневникова, 12 глава, 32 текст. И потоа
ovoj tekst će go nadogradam со многу убави цитати од Духот на пророштвото. Ќе ви кажем и кои книги во кои се наоѓаат овие цитати, така да ќе имаме, браќи и сестри, една убава духовна храна. Се надевам дека Господ ќе биде задоволен, нели, и среќен, а исто така и ние благословени. Прва Дневникова, 12:32. Еве да го пронајдеме. 12:32. Ако ова денешно проучување се пренесува и надвор од нашите граници, и поздравувам браќите и сестрите кои се во странство и нека уживат покрај малите екрани слушајќи не и служејќи заедно со нас таму каде што се. Еве 12 глава, 32 стих. Јас сум уверен дека вие овој текст сте го читале, браќи и сестри, повеќе пати, а може би не сме доволно обрнале внимание да сватиме која е убавината и пораката на овој текст. Еве што пишува. Од Исахаровите синови, кои умеја да го разберат своето време и да сознаат што треба да направи Израел. 200 нивни главатари, сите нивни браќа им беа подложни. А синовите Исахарови, пишува, го знаеја времето. По други преводи сум читал, го знаеја времето и го разбираа. И согласно со тоа што го знаеле што да му порачат на Израел, а израелците, овдека пишува, имале почит кон нив или разбирање. Значи, тоа биле авторитетивни луѓе, кои си задале задача да го добро проучат времето во кое живеат и да им го препорачат се она што им е потребно на израелците, да може да се постават во согласу со времето. И вели, имале почит од страна на своите браќа. Од ова, браќи и сестри, произлегува едно убаво прашање или повеќе прашања, а тоа се следните. Дали вие и ја како денешни синови Господови, во овој случај Исахарови, дали го познаваме времето во кое живееме? И ако добро го познаваме, дали правилно го презентираме прво на нас овде во молитвениот дом и дали го тоа достоинствено презентираме исправно, јасно на луѓето кои ова не го знаат. И дали луѓето тоа што им го кажуваме имат почит кон нас, затоа што не гледа дека сме сериозни луѓе, кои го знаеме времето во кое живееме, луѓе кои знаат како да се постават и луѓе кои кога ќе го кажат тоа, луѓето тоа ќе го слушат со внимание, нели со некоја почит, дека тоа тие не го кажуваат од себе, туку тоа произлегува од Господа. Тие се само орудија, односно ние. Синовите Исахарови го знаеле времето. Ја, браќи и сестри, ќе прочитам еден текст, односно еден цитат од Духот на пророштвото за почеток, а пред тоа би сакал да ви се извинам. Сакав нешто да ви презентирам, но ми се појави проблем со овој мој лаптоп, па затоа тоа ќе го направам попладне. Една убава презентација ќе имам за времето во кое живееме, нели важни вонредни информации, за кои верувам дека како современи Исахарови синови, нели, ќе знаеме тоа, да го добро разбереме, добро да се поставиме и мудро да го тоа презентираме на нашите сограѓани и на нашите сонародници. Цитатот од Духот на пророштвото, јас сум уверен, браќи и сестри, дека вие длабоко го цените Духот на пророштвото, тоа јас го видов пред малку. Да ви кажем искрено, ми беше многу пријатно кога ве слушав како дискутирате во библиската поука и на начин кој не сум го видел во другите наши местни цркви. Пријатно ми занадевте. Ја обично
uživam da slušam koji kako diskutira i iznese biblijska pouka i zato cijelo vreme mi otelo sluša bez ja nešto da kažem. Tako li, neko još dođe momenti kaj mene koji jednostavno sakam da se opuštam i da slušam. Zadovoljstvo mi da vidim kako ljudi to go prezentira to na što go naučile. Tako li. I zato i ne kažem ništa, iako može tako. No, zdravi neka druga prilika. Poslušajte, braće i sestri, što pišu v knjigata Mojot život deneska, to je kompilacija od knjigata na Elena White, sobrni se site citati koji zboruju za odredni temi i eve ova knjiga na 375. stranica početok odkažu ovako. Slušajući za strašните nesreći koji se slučuvat od sedmica vo sedmica, jaz se prašuvam. Ta se prašala, a vi i ja, braći i sestri, gledajući ovo što se slučuva, da li nije svejedno, da li sme ravnodušni, da li si mislime taka treba da bide, taka je bilo, vreme to je takvo i ništa, i to će pomine i nikomu ništa. Ne, sinovite Isaharovi veli znajele vo koje vreme živele, mudro se postavile, pravilno go razbrale vreme to i sostojbite togaš i pravilno to go iznele pred Izraelovi od narod, na Izraelcite pravilno im kažale kako da postapat i tako go zaštituvali izraelski od narod od mnogo iskušenja i opasnosti, bile mudri voditelji na togašnjoti Izrael. Сега вие сме и ја тој денешен Исахар, кој треба на нашите сограѓани и сонародници да им бидеме вистински патоказ. И еве што пишува понатаму. Што сето тоа значи? Најужасни трагедии брзо наидуват една по друга. Колку често слушаме за зачестени земјотреси и урагани, за опустошувачки пожари и поплави, со големи загуби на човечки животи и имоти. Привидно посматрано, овие несреќи се чутливи, испади на изглед на дезориентирани и нерегулирани сили. Но, во нив може да се прочита Божјата намера. Тие всушност представуваат средства со помош на кои Господ настојува да пробуди свест за луѓето и жените за опасностите кои им се закануват. Немојте да мислите, браќи и сестри, дека ја сакам да ве заплашам, нели? Па сега да се вознемириме. Не, саботниот ден е ден благословен. А Господ дава разновина храна. Некојаш малку попостна, некојаш малку помрсна, некојаш малку посилна и така натаму. Се прилагодува Господ на состојбите и го познава нашето срце, нели? Така да моја намера е не да предизвикам страв, туку намерата ми е да се пробуди кај нас поголема желба за студирање на библиските пророштва. А духот на пророштвото кажува, она од се што најмногу треба да проучуваат Божите деца во последно време, таа генерација која ќе биде чекател на Христовото доаѓање или чекатели, ние треба, браќи и сестри, во ова време најмногу да ги проучуваме пророштвата за наше време. Се е добро во Стариот Завет што ќе прочитаме и научиме, се е добро што ќе научиме и во Евангелијата, и во посланијата, нели? Но духот на пророштвото кажува најубаво и најинтересно, најспасоносно, најважно да ги проучуваме завршните настани. Зошто директно ќе се суочиме со последната битка за моето и ваше спасение. Ќе бидеме ставени, да така кажем, во ситуација да сериозно размислуваме понатаму за нашиот живот. И затоа, како синовите Исахарови, да бидеме сериозни и да го знаеме времето во кое живееме. И уште една мисла. Наша должност од Бога дадена е да ги опоменуваме луѓето, мажи и жени, кои се сретнуваме со нив и да ги
покануваме на покаяние и да й укажуваме на гневот кој доаѓа, на опасноста која доаѓа. Да не речат, никој не ни кажа, знаевте, но молчевте. Живеевме во комшилукот, а ништо не зборувавте за Бога. Знаевме нешто не знаевме, но вие не покажавте поголема желба за нашето спасение. Ние сме изгубени и така. Тоа да не го доживееме. Драги мои браќи и сестри, послушайте уште еден многу важен цитат од Елен Вајт. Ја многу читам дух на пророштво, уште од почетокот, и денеска тоа го правам, но не можам се да запомнам што читам и учам, и затоа тоа си го бележам и го презентирам. Ја многу работи ги имам на лаптоп одставени, така да еве ќе видам попладне како ќе би. Можна да, тука е брат Борче стручнак за технологијата, јас ова технологија некако заостанав, али годините си го чинам, што ли е, некако не ми влегува ова. Имам едно телефонче, айфонче некое, и тешко се снаоѓам. Нели? Немам дар за таа технологија и се мачам, ама се трудам колку толку да принаучам нешто. Браќи и сестри, послушайте сега што пишува овде. Тоа вие сте го читале, го знаете, али може би сте го заборавиле. Ова е убава прилика да се за тоа сетиме. Прибележите си го овој цитат и дома проверете си го овој. Сериозни работи овде, ка кажува слични на времето на Исахар. Овде еве што пишува. Во книгата Пророци и цареви, на македонски превод, на 363 страница, поглавие Невидлив стражар, глава 63. И читам. Знаците на времето денес ни зборуват дека се наоѓаме на прагот на големи и свечени случувања. Насекаде во светот владее вознемирување. Пред нашите очи се исполнува зборовите на нашиот Спасител во Матеј 24, 6 и 7 текст, каде што јасно е кажано како ќе биде времето пред него што тој ќе дојде. Прочитайте го тоа дома. Денешното време е од големо значење за сите живи суштества. Владетелите и државниците, личности на позиции и личности од доверба и авторитет, мудри и паметни луѓе, мажи и жени, од сите класи, го насочуваат вниманието кон настаните кои се одигруваат пред нас. А каде сме вие и ја, браќи и сестри, како христијани? Дух на пророштво кажува, Божите деца треба да бидат најдобрите познавачи на библиската наука. Доктори за познавање на библиската наука. Луѓе кои совршено тоа ќе го разберат и без да го искривоколчува тоа да го презентират на тие кои не го знаат. Ако тоа можат државници, политичари и владетели одека кажува крем на едно општество, да се интересира за тоа што се случува во светот, што останува за мене и вас. Колку вие и ја тоа треба да го знаеме, затоа што нам ни е тоа кажано. Ние сме го тоа прочитале, тоа го пишува во Библијата. Христос тоа го кажал, а апостолите тоа го практикувале и христијаните во минатото до ден денешен. И еве, послушайте при крајот на овој цитат што пишува. Тие ги проучуваат односите кои постојат помеѓу народите. Така ја запазуваат силата на секој земен елемент и увидуваат дека се случува нешто големо. Завршницата на цитатот кажува следното. И одлучувачко, дека светот се наоѓа на работ на голема криза. Нешто попладно ја во презентацијата ќе спомнам за тоа каква криза, браќи и сестри, видела слугинката Господова во своите виденија, во свое време, а ги објавила во своите списи. И делови од тие записи ја ќе ги изнесам уште еднаш, не дека вие не ги знаете, туку уште еднаш
да се длабоко меморират во компјутерот на нашиот ум и да тука остана тој, да се управуваме според нив и да ги во дело тие нешта практикуваме. Во какво време живееме, послушайте го следниот цитат од Елена Вајт. Овие цитати, браќи и сестри, ја верувам дека ретко од нас сме ги читале, односно сме ги прочитале, али може би сме поминали онака летејќи, без да се задржиме на она што пишува. Или да анализираме за тоа која е пораката за нашата душа или уопште за секој од нас. Цитатот го кажува следното. Ние живееме среде епидемија на злочини, пред која луѓето мислители и богобојазни насекаде во светот стојат со ужас. Човечко перо не може да ја опише расипаноста која превладува во светот. Секој ден донесуваат нови откритија на политички судири и подмитувања и разновидни превари. Дневните вести го цепат срцето со многобројни записи за секакви врсти на злочини и беззаконија, за невнимателност кон човечките страдања, за суровото уништување на човечките животи, за нехуманоста. Секој ден се сведочи за се поголем број на убиства, самоубиства и умоболни. Кој може да се посомнева во фактот дека сатанските сили го зајакнале своето делување меѓу луѓето? Во 9-та свеска на сведоштвата, мислам, беше 11-та страница или 12-та, Духот на прошлото кажува: по нашите, вика, градови, по нашите улици ќе шетат демони во човечки облик и ќе прават секакви зла. Тоа е нешто слично на ова што го дека пишува, браќи и сестри, дека демонските сили, сатанските сили, очени пред пропаста нивна, ќе чинат се, што повеќе луѓе да ги привлечат кон себе, за да сатаната во огненото езеро, како кажува Духот на прошлото, ја подели својата смртна судбина со милиони други, за да му биде полесна смртта, за кој Духот на прошлото кажува 10 пати повеќе ќе гори во однос на другите, затоа што бе извор на злото и затоа ќе треба казата да биде 10 пати повеќе. Послушайте ме, браќи и сестри, нешто што сакам да го поделам со вас, а тоа е следното. Од март месец, некаде тоа беше веројатно 7 или 14 март, кога се слушна дека се појави некој смртонесен вирус COVID-19, ние нешто изгубивме, а и нешто добивме. Ајде да видиме, браќи и сестри, што е тоа што изгубивме и се уште го губиме и ќе го губиме најверојатно се повеќе, нели? Зашто крајот се наближува, Христос ќе направи интервенција. Сестра Вајт во незините списи следното го кажува. Некои цитати ги знам напамет, нели? Кажува, кога на земјината, кога на становниците на ова земја ќе се закани најстрашната опасност и кога ќе биде воспоставен неделниот закон и кога безбожниците ќе се подигнат да ги малтретират верните Божи деца, тогаш, вели Господ Исус, ќе дојде. Кога ќе дојде Господ? Според ова што кажа Духот на прошлото, запомнете, кој ќе биде најстрашно за становниците, нели? Кога ќе се воспостави неделниот закон и кога веднаш по тоа ќе се подигнат безбожните луѓе, необратените, непокајани, непосветени, на Божите деца, малтретирајќи ги, Господ, вели, ќе направи интервенција, односно, пишува тамо, мисля дека беше 9-та свеска, 45 или 6-та страница, тој цитат сега за кој зборува. И еве, драги браќи и сестри, што изгубивме, вие и ја од март месец наваму, и докаде ќе не води овој губиток, ќе видиме. Еден доктор се огласи, јас го слушам на интернет, тука од наша Македонија, и рече, ова состојба ќе трае уште 2 години. Кога ќе дојдат 2 години, ќе се продолжи таа состојба за уште некоја и така, браќи и сестри, светот
ќе влегува во се поголема и поголема духотно, прошто кажува, страшна криза. Ова страшна сега да не ме уплаши. Ние, браќи и сестри, веруваме на Бога, познаваме Бога, си го сакаме и тамо пишува каде што има љубов, нема страв. Ама сепак работите кои ги гледаме пред наши очи како човечки суштества не се така едноставни и онака мирни да се бидеме индиферентни, равнодушни, нели? Не, сепак нешто не скокотка, сепак некаков немир се појавува од време на време и кај нас како Божи деца. И еве ги тие нешто што ги изгубивме. Ја изгубивме, браќи и сестри, прегратката, човечка, топла, пријатна, за која многу луѓе копнеат. Прегратка за која ни кажа дека ако се гушнеме и прегрнеме, ќе се заразиме. Одиме, што изгубивме поратаму? Го изгубивме нормалното човечко поздравување. Некогаш се поздравувавме со топла рака, пријатна, пријателска рака, символ на топлината, на пријателството, на довербата, на љубовта. И кога ќе се поздравивме, тоа значи си имавме доверба едни во други. Денеска, браќи и сестри, не научија да се поздравуваме на два начини. Да се поздраваме со тупаници, што не е природно и ненормално, и уште не научија да се поздравуваме како да сме сакати, како без раце, вака некако со лакти. Неприродно, неубаво, недостоинствено не научија. Тоа го изгубивме. Еве што изгубивме понатаму. Го изгубивме образованието. Ја изгубивме културата, ја изгубивме слободата, ни ја заменија со страв. Го изгубивме спортот, паметните мисли, ја изгубивме храброста. Од овие нешта што ги се спомнав, ја ќе спомнам по нешто. Така да не сакам да ве задржам многу долго, али доволно да му дадеме простор на Господа да ни каже. Да не рече Господ ме прекратија, да не рече Господ им досади нешто и така. Не, такво нешто не би сакал посебно ја да го направам, браќи и сестри. Гледайте прегратките. Прегратките биле наравно, односно биле заразни. Меѓу децата и родителите ќе престане гушкањето од страв да не се заразат. Потоа мајката и ќерка кои ќе се сретнат, проблем ќе биде, нема да се гушкаат. Бабата, внучето или внуката ќе не може да си ја гушне како порано, дедото своето внуче, сопруго својата сопруга и обратно, и ќе настане, браќи и сестри, како се тоа кажува, дистансирање не од 2 метра, него од повеќе. А целта се разбира, се знае кој е. Понатаму, дали прегратките обични ги заборавивме, дали така убавите прегратки кои ја искажуваат убавината и среќата ќе исчезнат, дали ќе дојде време кога душата ќе плаче за пријателска прегратка. Кога станува збор за прегратка, ја овдека, браќи и сестри, од етична гледна точка и од точка на проповедник сакам да кажам. Постојат прегратки кои се нормални и природни во рамките на дозволеното. Во нашата црква, според црковните правила и стандарди, не е можно и не треба да се практикува тоа да брат гушка сестра во црквата или обратно тоа да го прави. Тука треба на ова подрачје да се бидеме на една умерена дистанса. Така ли, браќи и сестри? Мислам дека ме сваќате, вие сте паметни луѓе, не завлегувам понатаму во тоа. Плаче, вели, душата, зашто? За топла прегратка која ќе ја нема. И во фамилиите, и воопште меѓу стари пријатели. Каде и да се сретнат стари пријатели, ќе одбегнуваат да се гушкат меѓусебно и тука ќе дојде, како се тоа кажува, до оттуѓување и опустошување на нашата душа. А Исус кажува често пати кога се дружел со луѓето, тоа Елена Вајд го потврдува, мислам тој цитат се наоѓа во Копнешни вековите, често пати Христос кога се среќавал со луѓето, знаел да ги гушне. Од љубов и почи да им укаже со допирот дека едноставно
mu je želba da počuствува дека тој им е пријател и спасител и другар и брат и се. Тоа, браќи и сестри, еве полека исчезнува и ќе дојде време, ќе се прашаме што беше тоа преградка човечка и топла. Видите во кое време влеговме. Сериозно време. Тешко време. Го изгубивме, браќи и сестри, ракувањето. Еве пред малку спомнав. За мене тоа е со тупаници и со лактови. Има ли поубаво од тоа да од драг пријател и драга пријателка добиеш еден убав стисок пријателски на две раце? Па од едното тело на другото тело и обратно да се пренесе порака на доверба, порака на љубов, порака на задоволство што сме пријатели. Едно топло чувство дека имам пријател со кој можам да се ракувам. Еве и ракувањето нормално и природно го зема. Од денеска па понатаму ќе се поздравуваме со тупаници, да не кажам да си најуваме дека некој обрачун ќе имаме, некој тоа ќе го помисли, нали? Него едноставно да сватиме, браќи и сестри, дека ни го зема правото да си го искажеме нашето природно пријателство и да си седиме на страна, не би ли се заразиле. Гледайте уште нешто. Преку ракувањето се искажува топлината и нежните чувства на душата. Поздравот со два прсти зачести во ова време меѓу христијаните и светците луѓе. Со цела шака повеќе луѓето нема да може да се поздравуваат. Ни стискањето рака на супротниот пол ќе исчезне. Погледате и овдека од етична гледна точка, како проповедник, на нас, христијаните, не се дава следниот совет. Дали забележувате, браќи и сестри, дека се повеќе многу луѓе наместо да се поздрава со цела шака, се поздравува со два прста, што не е пристојно, не е долично, не е убаво. Топла рака, цела шака да се пружи, тоа е израз на топлината и пријателството. И еве го тој совет што сакам да го поделам со вас. Кога се поздравуваме ние браќата, ајде малку ќе си стиснеме рака, така машки да така кажам, да кажеме дека еве поздравувам од срце, но кога се во прашање поздрави од нас браќата кон нашите драги сестри, ние не треба да си дозволиме со стискање да едноставно сестрата рече ама ми ги скрши прстите и така натаму. Сакам да ви кажам, да ве подсетам, и тука на ова подрачје треба да бидеме крајно внимателни и нежни. Разбира, сакам да ви кажам. Одиме понатаму да слушнеме уште нешто. Доаѓа време кога душата ќе посака стисок на топла рака, да и се пренесе дека е ценет или ценета. И ова време е време за кое ќе викаме каде исчезна топлиот поздрав со топла човечка пријателска рака. И тоа еве ни го одзема. Гледайте понатаму, изгубивме, браќи и сестри, културата. Што мислите, како изгубивме културата? Дали овој свет висококултурен беше, па сега некој му ја одземе културата да не оди напред? Не. Послушайте зашто станува збор. Културата беше храна за нашата душа. Празни сали останаа, тажни уметници се повеќе, заробени емоции, гладна публика, одделена публика, спортисти, односно одделена публика од неудобните или удобни стари столчиња, во кој убавината за душата беше да се луѓето соберат на едно место. Гледайте сега, фудбалските надпревари сите се без публика. Каде отиде публиката? Спортот како да е на умирање. Го гледаме така можда на телевизија, во живо тука и тамо негде некој фудбал и така натаму. И културата ни ја одземаа. Гледайте, браќи и сестри, што уште ни одземаа. Ни го одземаа и спортот. Накратко само да кажам во која смисла ни го одземаа. Останаа празни трибините, празни надпреварувачи, без жар и чувство, со празни джепови. И тоа дојде. Што уште изгубивме? Ја изгубивме или ни ја одземаа слободата на изразување,
naskoro će dojde od zemlje na sloboda na dviženje. Sve će se napravi od strana na novi svetski poredak, da se ograniči i verska ta sloboda na tije koji сега mu služat na Boga. I to se nabližava. No već je ovo može biti prvi od čekor koji ovo već ni se nametna. Sećavate, ne ni беше dozvoljeno da влеземе во crkva, pa da služime na Boga. Pa služime preko ova tehnologija, pa propovedav mi така натаму. Ни го одзема и слободата. Со страв ја заменија. Сега стравот е чувар на животот, а слободата стална сестра на болестите и смртта. Што повеќе си под стрес, напнат, што повеќе стравуваш, што повеќе си под некаков душевен притисок, немаш слобода на изразување, нема поздравување, нема како што кажав, некои дружење што ги имавме порано, сега дојде до отуѓување и душата почна да доживува стрес. Постојаната стресна состојба доведува до многу болести. Така ли е, тоа го кажу медицината. И се зборува за слобода, која треба да се одземе, затоа што во слобода луѓето ќе се заразеле. Ми беше чудно, браќи и сестри, кога слушав како вирусот на летни температури, кога луѓето беа насекаде во туризам, наводно мирувал, му сметале жегите, топлината. А сега, кога дојдоа ладни денови, му било пријатно и еве што најавуват за есента и за зимата. И едноставно, браќи и сестри, современиот паметен човек, како да се збрка и не може да се снајде. Не знам на кого да му верувам. Слободата ни одзема и ни се наметна страв. Погледайте уште нешто. 6. Што ни одзема? Јас сум при крајот на нашето проучување, браќи и сестри, затоа рекам нема да ви долго досадувам, а гледам вие сте толку пријатно слушате Божјата реч, а не гледам никој од вас и да дреме. Што значи ме следите за она што го кажувам, јас тоа нема да го злоупотребам, па сега да цело попладне зборувам, па вие да едноставно се чувствувате непријатно. Не сакам тоа. И не е ни добро. Гледайте, браќи и сестри, ги изгубивме мислите. Што мислите како тоа ги изгубивме мислите, односно ни ги одземеа мислите? Порано размислувавме попаметно, потрезвено, нели? Ќе си седнеме како домаќини, ќе си размислуваме. Сега како да ни се помати во умот. Се поуплашени сме, позагрижени, се познемирени во мислите. Паметните мисли како да ни ги некој одзема и ни се наметна некои други чудни размислувања. Еве што сакам да кажам. Приказни за тоа дека ќе бидеме чипувани, дека ќе бидеме вакцинирани, дури и се планира и се прави студија да се стават некакви електроди, да така кажам, во мозокот на човекот, па да му ги читат и мислите на човекот. Еви, дотаму се оди. И современиот човек веќе не размислува паметно. Страв му е од вакцинирање, страв од чипување, страв од некакви прогонства, страв од затварање. Постарите луѓе веќе се уплашија каде ќе пешачиме ние сега зимно време, ќе мораме од тараса до кујна, до дневна соба и тоа е сето пешачење. Постарите луѓе посебно се уплашија, бидејќи им кажа дека ќе биле најподложни на коронавирус од тамо 64-та година па понатаму кој ќе дојдат во пензија. Ови помладите некако ќе издржале, ќе преживеле, затоа што имале имунитет. А постарите нека му е мислат. Се уплашија луѓето. Не ги зема мислите, не уплашија. А дали ние како христијани почнавме да се плашиме како и овој свет? Ја мислам не треба. Затоа што ние имаме, браќи и сестри, некој кого го познаваме и со кој се консултираме, на кого му ги кажуваме нашите страдања, нашите болки, но нашата радост, со кого се консултираме, со кого делиме добро и зло. Знаете ли, браќи и сестри, кого го имаме вија на небото? Знаете ли кого го имаме на небото вија? Па нашиот брат Господ Исус Христос.
Псалмистот Давид, мислам дека беше во 72 или 3 псалм, рече: кога го имам Господа на небото, од што да се плашам? Знаете, постои таков цитат. Така да, браќи и сестри, не сакам да ве уплашам, али ова е сега констатирање. Сега при крајот, кога ќе го завршиме нашето проучување, ја ќе поставам прашање што добивме од ова состојба од март месец навам. Нешто добивме. Ќе видиме што добивме. Да. Молам? Да се подготвиме. Така е, се сложувам. Чипувањето ќе биде страшно, преку вестите секојдневно ќе се пласират и врежуваат оваквите информации и пораки до нашите умови и нашиот ум повеќе нема да размислува безбедно. Се оди и на тоа да ги луѓето во умот и во душата уплашат, да бидат едноставно, како се тоа кажува, потполни, покорни робови на некоја сила. И на тоа се и оди. Еве ќе првиот чекор го воспоставија. Еве, прогласија коронавирус и луѓето се уплашија. Јас си понесов овде маска и се зачудив, реков, луѓето овдека не носат маски, а ја сега да ставам, да не видно смешене луѓето, а и ја еве ја тргам настрана. Инаку многу ми смета. Така ли? Но, браќи и сестри, ние како христијани ги почитуваме здравствените закони и државните органи и нормално, како лојални граѓани на ова општество, ние тоа ќе го почитуваме. Така ли? Имало ли, немало, корона и како, што, лажење или не лажење, тоа оставаме по страна, ние ќе си земеме превентивни мерки. Добро, еве што уште ни одземаа? Го одзедоа образованието. Ја живеам во Битола, во центарот на градот, во близина на Домот на културата. А зад Домот на културата се наоѓа училиштето Гоце Делчев, основно училиште, од 1 до 4 деление. И секоја година, кој ќе дојдеше 1 септември, браќи и сестри, така убав детски жагор, она убавина од деца, како канаринчиња, како славејчиња по двориштето, онај убав детски глас, почеток на школска година. Ова година, браќи и сестри, штама. Минувам низ двориштето, нема дечиња. Затворено училиште, пусто и празно. Ни го одзема образованието. Дружам со професор, кој доаѓа на богослужби кај нас во Битола. А доаѓа и секоја среда на презентациите кои ја ги имам, прекинавме со средата, затоа што ето дојде некоја таква ситуација и ни рекоа да ги откажеме. И професорот беше редовен, се спријателивме со него и еве минатата вечер дојде кај мене на гости и ми го каже ова. Рече, нашиот образовен систем, вели, оди на удолнина. Ни ги збркаа, вели, главите со нови програми. Викам, како нови програми, што се случи? Морав, вика, заради новите програми во системот на образование, моравме да одиме 2 дена на семинар, да се обучиме, да научиме што значи тој материјал, што треба да им го предаваме на нашите ученици. Сами се збркавме. И сега како ние тоа ќе го пренесеме на нив? Видите, ни го зема образованието. Во новиот светски поредок, браќи и сестри, што еве веќе се воспоставува. Сериозни чекори веќе се кон воспоставување тој светски поредок. Програмата нивна се состои од 20 точки. Сигурен сум дека сте ги прочитале. И 2 точки од таа програма или 3 се најстрашни. Другите ги читав, ајде. Некако ќе речеш, не се поволни за современиот човек, али овие 3 се згрозувачки. Една од нив е во новиот светски образовен систем. Сегашниот образовен систем ќе биде укинат и ништо нема да има заеднишко со тој систем образовен. И една точка тамо кажува дека, простете сега, не сакам да бидам вулгарен, али тоа е програма. Секоја девојка која ќе наврши полнолетство, со закон ќе мора да биде присилена едноставно да биде облюбена. Во новиот светски поредок. Бракот ќе се укине, а дрогата слободно ќе се продава во сите
продавници, законски секој ќе мора да ја користи. Што значи се оди на тоа да се уништи бракот, што ќе се укине, да човековиот род се повеќе намали, нели, за да имат владарите поголема управа над светот, и така натаму е. Што сакам да ви кажам е, на светот, кажува духот на прошлото, му се приближуваат најстрашните кризи над сите кризи. Што значи ова го одзеда образованието? Со образованието кој ни го одзема, всушност целта е да ги одземат најмилите, а тоа се нашите деца. Да на нашите деца им се наметне сосема друго образование. Отколку ова што децата сега го имат. Ќе направат програма за одземање, законска програма за одземање на децата, чија цел ќе биде со децата да прават што сакат. Нема повеќе децата да бидат во училниците, а детската радост и детското викање во двориштата ќе го нема. И гледате ли, браќи и сестри, дека се исполнуваат зборовите на Господ Исус во Манте 24, знаете, тамо што пишува 12 стих. Тажен стих, али тоа се зборови кои се исполнуваат пред наши очи. Тамо пишува Господ Исус, тоа го кажал. Вели, без законието ќе напредува, а љубовта ќе оладува. Поента ставам на зборовите, беззаконието ќе напредува. Точно, ние живееме во време кога правдата како да ја никаде нема, а злото како да се толку пропагира и цени. И еве ние живееме среде епидемија на разни зла, како што читав пред малку. И последното што го изгубивме, браќи и сестри, што ни го одземаа, ни одземаа храброста. Што мислите, како ни одземаа храброста? Овие светски луѓе предадени на нечестивиот и така натаму. Како ни одземаа храброста? Не остана ли некој храбар јунак денес? Некој кој ќе го крене својот глас против се она што се случува. И гледате што сакам да го поделам со вас при крајот на нашето проучување. Стравот сега, браќи и сестри, постана жарче во сува ливада. Подметнуваат страв кај најпостарите луѓе, а тоа е дека брзо ќе се умрат, се мисли на старите, на пензионерите. Старите луѓе се разболуват од страв, ограничена им е слободата на движење во часови толку, а за нив имат посебен план како ќе ги отстрнат, да останат што помалку пензии или да нема никако пензионери. Да има повеќе средства за некои идни пензионери или како планират, тоа ќе видиме. Почетоците се страшни, нели? Гледайте сега што се случува понатаму. Постарата популација е се полна со гнев, плашејќи се за својот живот и живот за преживување. Нема да не изедат, но ќе не доведат до ситуација да се самите изедеме. Во историјата ќе забележат дека овие генерации минати се изедоа меѓусебно, се уништија меѓусебно и никој не ги уништил. Со тие лекции ќе не заплашуваат нас, новите генерации. Во ова смисла, браќи и сестри, се губи храброста кај нас луѓето. Нема повеќе храбри да го кренат својот глас против злото и неправдите. Многу доктори кои се огласија дека коронавирусот е измислица и дека е во прашање економски добит некаков овој, перење на пари и така натаму, многу доктори платија со високи казни, а некои исчезнаа, беа храбри да го тоа кажат. И луѓето ја изгубија храброста да се борат и против гревот кој се вгнездува во срцата на христијаните, се преселува во црквата и луѓето никој не се буно, никој не реагира, нема храброст. Во таа смисла сакам да кажам и тоа исчезна. И сега да спомнам нешто за маските. Од денеска, браќи и сестри, порака била да ги наметнеме маските не е овде на уста, него да ги метнеме на очи. Зошто на очи?
да не гледаме како ќе не трујат во блиска иднина. И еве пораката е следната. Од утре, не од денес. Навлечете ги, драги пријатели, вашите маски преку вашите очи, за да ви биде барем малку полесно на очите да не видите што ви се приближува. И во завршетокот на пораката се кажува: додека не гледате како се гуши човештвото, затоа што тоа што ни пречи на устата и носот е само подготовка за гушење што не очекува во годините нанапред. Се надевам, браќи и сестри, дека ова есен алармот на нашата душа ќе се запали и дека ќе постанеме свесни за опасностите пред кои се наоѓаме, да не биде предоцна, и дека ќе скокнеме одсечно или одлучно за да излеземе од кошмарот во кој сме заглавени. Се надевам дека ова есен ќе се запролети и дека ќе дојде подобро време. Последно што ќе го поделам со вас е изјавата на еден свештеник, само да ја најдам, а потоа ќе го завршиме ова наше свето богослужение. Еден свештеник, ќе ви кажам и кој е, како се вика, тој е руски свештеник, јеромонах Димитрije Персин. Кажал нешто што е вистина, а денеска еве ние го гледаме со наши очи се исполнува. Луѓето ќе престанат да бидат луѓе. Има еден цитат кој сум го нашол во сведочанството од Елен Вајт, кој пишува, буквално кажува вака: генерацијата која ќе живее пред крајот на светот, пред доаѓањето на Господ Исус, ќе биде најлоша генерација. Генерација во чие срца нема да има ниту љубов, ниту сожалување, ни милост, ниту толеранција, ниту разбирање. Ќе има само, како се кажува, закон на сила. Појакиот, послабиот. И така натаму е. Еве што кажува свештеникот. Времето на овој свет сиромашен ќе помине, а љубовта ќе осиромаши, според зборовите на нашиот Спасител. Никакви светски катаклизми, социјални немири и епидемии не се дораснати пред смртната диагноза, односно најстрашната епидемија. Рекол, која е најстрашната епидемија? Дали корона-19? Не, најстрашната епидемија, браќи и сестри, која ќе го задеси човештвото, тоа е кога љубовта ќе исчезне од срцето наше и кога ќе постанеме не луѓе повеќе. Луѓето ќе се отуѓат дури и од најблиските. Ќе станат странци едни на други во семејствата. Братот ќе го предаде братот, пријателот ќе го предаде својот пријател. Својот пријател, власта ќе го предаде својот народ. Секој секого и своите представници. Бидејќи љубовта ќе ја нема, луѓето ќе престана да бидат луѓе. Во се ќе сакат да видат само својата сенка и своето користолюбие. Ќе бидат спремни да обвинуваат секого, да на никого не полагат никаква сметка, никој на никого нема да помогне и никој никого нема да разбира. Нема никој никого да поштеди, нема да има сочувство и љубов кога некој страда. Ќе престанат да комуницираат, ќе се облечат во навреди и предавства, ќе прават планови за измама, ќе платат ќе платат бескрајни долги измами, ќе сеат туѓа крв на туѓа земја, зборувајќи дека земјата е една за сите, што ќе си посееш, тоа ќе си жнееш. Љубовта ќе осиромаши и никој друг нема да биде виновен, освен самите ние, бидејќи љубовта е наша задача, наша, моја и твоја. Не можеме да изнудуваме љубов.
Љубовта може само да се дава, да се споделува, да се разменува, да се чува, да се негува, да се предава во рацете на Божите промисли и на крајот само преку љубовта може да се живее. Дух на пророштво кажува, љубовта раѓа љубов, копнеш на вековите, страна 22. Љубовта раѓа љубов. И сега да одговорам на прашањето што, браќи и сестри, добиваме од коронавирус. Тоа е последно прашање. Од ова пандемија, епидемија, од ова чудни изрази има, дали е... Еве, например, ја во Битола на Широк Сокол кога шетам, навече излегувам по 1 час, малку на свеж воздух, и ги гледам луѓето, скоро никој маска нема. Дали веруват или не, се штитат или не, дали мислят дека тоа не е некоја лага и така натаму, али оно што ми е чудно и нелогично. Битола некада околу 70.000 жители, некојаш била 100.000 жители, 30.000 жители заминале во туѓина, нели, по печалба. И што ми е чудно, ги гледам луѓето и се прашувам, ако ова беше толку смртоносна болест и толку заразна, па досега стотици ќе попаѓаат тука на улицата и ќе ги немаше, како ќе биде ове? Очигледно некоја нелогика има, не завлегувам во тоа има или нема, оставам тоа да вие самите си заклучите, браќи и сестри. Али превентивни мерки треба да има. Од коронавирусот што добивме? Прво, сега ќе можеме повеќе како семејство да се дружиме. Мајка, ако е отуѓена од ќерката, се е прилика да се малку присоединат. Таткото од синот, сопруг од сопруга, децата, сите ќе си бидат сега на куп. Повеќе ќе си го цена семејното гнездо и повеќе ќе дела добро и лошо. Тоа е една придобивка. Второ, ќе имат повеќе прилика да си дела заеднички ручок или вечер или доручек. Ќе имат повеќе прилика да си помуабета, да си поразговарат. Повеќе прилика ќе имат луѓето да си прочитат некоја убава и вредна книга. Повеќе ќе може да се молат на Бога. Младите повеќе ќе се приберат дома и ноќниот живот ќе го заборават. Полицаец ми рече пред некој ден, со кој нешто некој документи средува, рече во Битола никогаш не се правеле толку зла колку ови неколку години. Младите, вика, се трујат со дрога. Проституција на сите страни, зло големо. Не можеме секаде да стигнеме да интервенираме. Се намножи, вели, злото. Точно како што рече Спасител, само во Битола, а да не кажем во големите метрополи како што е Скопје. И што уште добивме, браќи и сестри, од коронавирусот? Добивме прилика. Ако сме веќе затворени, нели? Ако сме веќе затворени, прилика ни е да ги отвориме нашите прозори и да го упатиме нашиот поглед кон Бога и повеќе да му се молиме на Бога. Да се го повеќе привлечеме Бога во нашиот верски христијански живот или во нашиот физички живот. И повеќе, браќи и сестри, да се осојузиме со Господа и повеќе меѓусебно. Еве, ова е можеби некоја констатација тажна што ви ја кажав, али, браќи и сестри, видите, има и предности. Затоа одиме храбро напред, не треба да не уплаши ова што е пред нас, не треба да бидеме ни рамнодушни, нели, а не треба да бидеме ни претерани оптимисти, туку да се бидеме умерени како христијани во секој поглед. Да не изгубиме духовна равнотежа, туку да се потрудиме, драги мои браќи и сестри, сега многу повеќе да ги посетуваме верските собранија, многу повеќе на нив да си искажуваме своите таленти, дарови и способности, да не одбиваме никаква служба, да се ставиме на располагање на Господа, да не употреби според даровите, талантите, способностите, нели, што ги имаме, и да се ставиме во потполна служба на Господа во ова време на пандемија, кога или епидемија во која луѓето се страхотно одалечија, се уплашија, се повлекоа и изгубија се што е нормално, ни се наметна нешто ненормално и неприродно. Зато да се останеме во умот, браќи и сестри, здрави, паметно да се размислуваме, да се движиме во рамките на нашите правила, прописи, уредби, закони, така натаму. И да се владееме според сите стандарди црковни, Божи, според правилникот кој го имаме, според Библијата која е најважна и според духот на пророштвото,
да сето тоа кој ќе го собереме, тоа ќе ни даде, браќи и сестри, снажно размислување, здраво резонирање, паметта ќе си ја сочуваме, речта Божја ќе ни биде духовна храна, блиско ќе се бидеме до Бога едни до други и ќе осетиме убавината на христијанскиот живот. И ќе бидеме со тоа пример на луѓето по стабилност, по духовна здравост, по зрелост, по добро резонирање, по верност. Во секој поглед, луѓето нека видат во нас дека сме синови Исахарови кои си го знаат своето време, знаат мудро да се постават, знаат како и што да кажат на Израел, да го сочуват од отпад и искушение, и синови Исахарови во кои нивните сонародници имале доверба. Со внимание тоа го слушале, затоа што тоа не доаѓало од нив, него доаѓало тоа од Бога, тие биле само канали. Ето, браќи и сестри, јас со ова претходно го поделив ова, мислам, сериозно духовно размислување, со цел да едноставно видиме во која ситуација живееме и да знаеме како да се поставиме. Нека Господ не благослови, нека ни помогне да во ова тешко и сложено, тажно и последно време си бидеме здрави и стабилни чеда Господови. Под Негова директива, под Негова управа, одиме напред. Последното што сакам да го поделам е ова. Во книгата на пророкот Малахија пишува: Господе, ќе чекам и ќе чекам. 2 или 3 пати е повторено тоа: ќе чекам, Господе, ќе чекам, Господе. Ама употребен е уште еден збор: трпеливо. Ќе чекам, Господе, трпеливо. Ќе чекам, Господе, трпеливо. Зашто знам дека во Тебе се надевам и Ти нема да ме разочараш. Нека му е слава, чест и благодарност на Господа за ова што ни го кажа и нека ни помогне, браќи и сестри, да се по ова управуваме мудро и на свое место. Амин. Благ и милостив наш Татко Небесен, Ти благодариме што бевме на гозба кај Тебе, што ни даде сериозна, добра, здрава духовна храна и ни помогне, Господе, да нашата душа се зајакне, да се напои и да се нахрани. Ти ни даде убави информации во светот во кој живееме, ни го сврте нашето време на знаците кои се одигруват пред доаѓањето на Христа, ни даде дух да можеме сето тоа да го погледаме и проучиме, и ние ова го разбравме. И сакаме сериозно да се поставиме, Господе, али не и да се уплашиме. Помогни ни длабоко во нашето срце да ги цениме Твоите зборови и да Те сакаме, Господе. Да бидеме гладни и жедни за се оно што е духовно и вечно, а оно што е краткотрно и минливо и што нема никаква вредност во нашиот живот, да на тоа и не обрнуваме многу внимание. Благослови ги моите браќи и сестри овде кај ова драга црква. Помогни им на секого поединечно од нив, да им дадеш радост, мир и благослов и спасение и се што им е потребно, Господе. И на сите наши браќи и сестри во целата наша мисија. Да ни помогнеш да како и Исахар бидеме мудри за времето во кое живееме и да знаеме да се поставиме како треба. Сакам да Ти се помолам и за болните браќи и сестри кои ги има и овде кај во нашата црква и во сите наши цркви, па и во светот. Сети се на нив, Господе, во светиот саботен ден, посети ги на нивните постели, додери ги со Твојата исцелителска дарежлива рака и проговори им утешен и убав збор и дај им, Господе, да можат нормално да си живеат и да си дојдат во домот Твој да Ти служат. Те молам да ни помогнеш од денеска па понатаму да уште поголема потреба имаме за дружење меѓусебно и уште повеќе да си покажеме пријателство и братство. За ова од срце Те молам и Ти благодарам, милостив Татко Небесен, во името на Господ Исус Христос. Амин. Амин.